Правото на скратено работно време им овозможува на лицата кои се со намалена работна способност да работат со намален обем на часови, а при тоа да ги остваруваат сите права од работен однос како да работеле со полно работно време. Исто така, во зависност од тоа како е организиран работниот процес кај работодавачот, работникот со намалена работна способност може да биде распореден на друго соодветно работно место. Доколку кај работникот постои намалена работна способност за 50% во споредба со физички и психички здрав осигурени како последица на болест, како што е случајот со мултипла склероза, повреда при работа, повреда надвор од работа или професионално заболување, така што работникот не може да ги извршува работните задачи со полно работно време. Тој може да работи со скратено работно време или да биде распределен на друго работно место, каде што ќе извршува работни задачи кои одговараат на неговата здравствена состојба, односно на неговата работна способност. За да го остварите ова право, до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување треба да поднесете барање во прилог на кој ќе доставите. Образец А1. Општи податоци и описи на работите на работното место на работникот, кој документ го издава работодавачот. Потврда за редовен работен однос од работодавачот. Образец 3, кој го издава матичниот лекар. Медицинска документација, извештаи, отпусни писма, анализи, снимки и така натака во оригинал. Останата документација зависно од случајот која е наведена во образецот на барањето кое ќе го добиете во фондот. Потоа, ќе бидете повикани да се јавите на преглед пред Комисијата за оцена на работна способност. По прегледот, Комисијата со наод, оцена и мислење утврдува дали кај вас постои намалена работна способност како последица на инвалидност, односно болест, кога настанала инвалидноста, датум за повторен контролен преглед. Важно, јавете се на прегледот пред наведениот датум за да немате прекин во остварувањето на правото. По поднесувањето, вашиот работодавач треба да добие известување од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со укажување дека треба да донесе решение за скратено работно време или да бидете распоредени на друго соодветно работно место. Доколку не го добие, вие лично или вашиот работодавач може да се обратите до Фондот за работодавачот да биде писмено известен. По добиеното известување, работодавачот подготвува решение за работа со скратено работно време. Во решението се утврдува колку работни часа изнесува скратеното работно време, како и обврската работникот да ги ужива сите права од работен однос во полн обем како да работел со полно работно време. Доколку пак е утврдена потреба за промена на работното место, со решението работникот ќе се распореди на новото работно место. Право на скратено работно време, освен работникот со попреченост, има и родител на дете со попреченост, ако двајцата родители се во работен однос или ако родителот е самохран. Ова право се остварува согласно Законот за социјална заштита.